Вечерва гледавме представата Велицата на Ибен Бајерс. Тоа е мојата дипломска представа. Нејзината премиера се одвиваше во јули 2023 година. Тоа е текст на Филип Груич во продукција на независниот театар Штрих. Представата има доживеано, вклучително со вечерва, 11 изведби, од кои што едната во Цетиње на гостување, втората на фестивал во Нови Сад. Нејзината 12-та изведба ќе биде во театарот Битев на месецот на независна сцена. Представата обработува два историски настани кои што се на некој начин поврзани. Едниот настан е од 20-тите години на минатиот век во Америка, вториот настан е од 30-тите години на минатиот век, исто така во Америка, поточно во Њујорк. Во тоа време произлегува еден напиток кој што подоцна се испоставува дека е радиоактивен и истовремено во представата го конзумираат еден богат индустријалец по име Ибен Бајерс и радиумските девојки, така наречените радиумски девојки, кои што се работнички, кои што изработуваат часовници и тие часовници се премачкани со тој радитор. Начинот на нивната работа е да мора да ја стават четкичката во уста и така го примаат радиторот во своето тело. Кога се испоставува дека напитокот е радиоактивен, и радиумските девојки и Ибен Бајерс истовремено почнуваат да се распаѓаат и гледаме уствари во представата како историјата ги третира оние кои што се богати, моќни и како ги третира оние кои што се работници, ајде да кажеме на некој начин безгласни. Инспирацијата беше, бидејќи овој текст е малку неконвенционално напишан од авторот Филип Груич, напишан е во некоја послободна форма, нешто помеѓу поезија и проза, и се занимава со доста младешки теми, покрај таа приказна која што е на еден начин стабилна конструкција. Секој лик отвара негова недоумица, секој лик отвара некоја дупка во неговиот живот, и на некој начин сите тие мисли кои што тие ги кажуваат и ги говорат гласно на публиката посеќаат на една младешка конфузија која што е актуелна и ден денес. Па така и се поврзав со тој текст и ми беше исто така многу голем предизвик да работам нешто кое што не е стандардна конвенција. Па така испадна да имаме, според мене, една успешна представа, па сега публиката може да каже подобро.